Добар ден, почитувани гледачи. Се наоѓаме на градскиот стадион во Штип. Следиме надпревар од втората фудбалска македонска лига, надпревар од 10-то коло. Се среќаваат екипите на Брегалница од Штип и фудбалскиот клуб Каменица Саса од Македонска Каменица. Како што кажав, овој меч од 10-то коло во втората македонска фудбалска лига. Денес ќе се одигра само овој надпревар во втората македонска фудбалска лига, додека преостанатите надпревари од 10-то коло ќе се одиграат утре. Инаку, поздрав до гледачите на ФФМ и на Mnet телевизија, каде што се емитува и овој надпревар. Во соработка, значи, Mnet телевизија од Штип и Фудбалската федерација ги пренесуваат надпреварите од втората македонска фудбалска лига. Главен надпревар, односно главен арбитар на мечот помеѓу Брегалница Штип и Каменица Саса е Игор Иванов од Велес, додека негови помошници се Роберт Црвенов и Александар Едаров исто така од Велес. Делегат на овој надпревар е Тихо Чурлинов од Гевгелија, додека контролор е Сашко Ангелов од Кочани. Четврти судија на мечот е Никола Иванов од Велес. Еве го и составот на фудбалскиот клуб Брегалница. На голот се наоѓа Давид Денковски со број 24, потоа Георгиевски Бојан, Митрев Антонио, Мартин Стојанов, Сашо Шоповски, Кристијан Ацковски, Ристен Наумов, кој всушност е и капитен на Брегалница, Јован Манев, Анджело Николовски, Дарко Додев и Наумче Баграчевски. Тоа што се однесува до екипата на Брегалница, за Каменица Саса настапуваат на голот Иванов Благојче, потоа Христијан Стојановски, Дарко Дигаловски, Марио Крстов, Александар Трајчевски, Сашо Дуков, Даниел Гоцевски, Никола Дзурдзу, Виктор Марковски, Никола Божинов и Илија Донов. Тренер на екипата на Брегалница на овој надпревар е Александар Танчевски, додека шеф на стручниот штаб на екипата на Каменица Саса е Горан Здравков, познато фудбалско име, кој што долги години играше и за Брегалница, а сега од оваа година заплива и во тренерските води. Инаку на клупата за резервни фудбалери на овој надпревар за Брегалница се наоѓаат Илче Петровски, Леон Цуцковски, Андреј Кудијан, Марио Нумовски, Тони Мирчевски, Анес Османовски и Љупче Кудев, додека на клупата на Каменица Саса се наоѓаат Мики Ѓоргиевски, Андреј Таковски, Дејан Марковски, Трајче Ефремов, Валери Стаменовски и Митар Соколовски. Надпреварот само што започна, судијата Игор Иванов од Велес го започна надпреварот, напаѓаат фудбалерите на Брегалница, кои всушност е и фаворити на овој надпревар. Ќе се борат за влез во првата македонска фудбалска лига. Токму Брегалници и екипата на Тикаш од Кавадарци се главни кандидати за влез во првата фудбалска лига. Меѓутоа и екипата на Каменица Саса не е за подценување, иако се наоѓа во долниот дел на табелата. Брегалница се наоѓа на втората позиција по 9 одиграни кола со 23 бода, исто колку што има и екипата на Тиквеш на првото место, меѓутоа Кавадарчани имаат нешто подобра гол разлика, додека екипата на Каменица Саса се наоѓа на 8-та позиција со 8 освоени бода по 9 меча, 2 победи, 2 нерешени и 5 порази. Како што кажавме, започна надпреварот во тека втората минута. Фаул на средината на теренот со број 23 Бакрачевски, Ацковски. Во одбраната се Митрев и Манев. Досуден фаул за екипата од Македонска Каменица по десната страна. Сега за сега си игра мирен надпревар, само што започна мечот. Префрлена топката на спротивната страна до голманот Иванов Благојче. Како ќе се снајде? Ја шири топката лево до Дигаловски. Дигаловски спрема Дуков. Ја губи топката Дуков. Сега Мартин Стојанов со број 8, тоа е Шоповски. Повторно Дигаловски со глава. Меѓутоа интервенција на Митрев во аут. Топката е за екипата на Каменица Саса.
Божинов, повторно топката во аут, многу прекини на самиот старт на мечот. Повторно е топката во игра. Игра на средината на теренот, сега без некоја ја изфрлуваат играчите на Каменица Саса топката, меѓутоа Мартин Стојанов по левата страна. По левата страна пробив, шанса за капитенот Ристен Аумов, меѓутоа топката ја изфрлуваат играчите на Каменица Саса, со број 19 беше тоа Божинов. Фаул за Брегалница. Фаул за Брегалница. Ми се чини дека е фаулиран Митрев таму. Убава шанса за Брегалница во третата минута. Ристен Аумов се најде во одлична позиција за удар, меѓутоа неговиот удар беше изблокиран. Повторно Брегалница напаѓа. Топката избиена на половината на Брегалница. Со број 2 Георгиевски враќа до голманот Давид Денковски. Митрев сега. Бакрачевски. Ацковски. Повторно Митрев. Топка во длабочина. Не успеа Ристен Аумов со глава, меѓутоа повторно топката дојде до Бојан Георгиевски на десната страна. Мартин Стојанов фаулиран. Фаулиран Стојанов од играчот со број 3 Христијан Стојановски. Дегажман на Георгиевски во длабочина, меѓутоа избиена топката од фудбалерите на Саса со број 7, тоа е Трајчевски. Прекин. Прекин судијата Иванов суди топка за Каменица. Ми се чини дека тоа е сепак аут. Повторно фаул на средината на теренот. Ацковски прави прекршок. Топка за Саса. Со број 10 капитенот Даниел Гоцевски го изведува слободниот удар. Гоцевски враќа назад. Со број 19 Божинов. Ја губи топката, меѓутоа доаѓа до играчот со број 13 Марковски. Напад по левата страна на екипата на Саса. Со број 19 тоа е повторно Божинов. Зурдзу. Еве да кажеме дека и има промена на надпреварите кои што се играат во првата македонска фудбалска лига, кои што се играат напоредно со овој надпревар денес. Ренова Шкендија 0:1. Значи Шкендија води против Ренова како гостин на овој надпревар со 1:0. Ние продолжуваме со мечот Брегалница Саса. Фаул од играчот со број 88, тоа е Донов Илија. Груп прекршок во половината на Саса. Да видиме дали судијата Иванов ќе досуди, ќе даде жолт картон за овој груп прекршок или само ќе остане на опомена кон Донов. Фаулиран беше Шоповски. Тој ќе го изведе слободниот удар. До него се наоѓа и Дарко Додев. Сепак ми се чини дека Шоповски ќе го изведе слободниот удар. Во 16-никот се повеќе фудбалери и на Брегалници и на Саса. Шоповски. Удар со глава, меѓутоа топката е изфрлена во корнер. Брегалница останува во напад. Повторно Шоповски со број 8 ќе го изведе корнерот. Во така 7-та минута од мечот. Има иницијатива Брегалница, сепак е поквалитетен тим, претендент за влез во првата македонска фудбалска лига. Шоповски. Добар центар шут е тоа. На втората статива, меѓутоа ја избиваат опасноста фудбалерите на Саса за кратко само. Сепак офсет.
со број 15 Манев се најде во офсайд позиција. Протестираат фудбалерите на Брегалница, меѓутоа судијата Иванов досуди офсайд позиција. Брзо изведен слободен удар од страна на фудбалерите на Саса, преминуваат во контранапад. Донов, меѓутоа топката во аут. Неуспешни 2-3 паса на фудбалерите на Саса, ја губат топката многу брзо и сега фудбалерите на Брегалница повторно во обид да организираат напад, овој пат по левата страна. Топка до Наумов, капитен, ветеран, кој што игра долги години во македонскиот фудбал, меѓутоа изгради меѓународна кариера. Најголем успех му беше настапот во чешкиот тим Славија од Прага. Иванов дегажира до играчот со број 11 Зурдзу. Еве го Мартин Стојанов, Ацковски, повторно пас до Стојанов. Повторно Ацковски. Сега напад по левата страна, добар центар шут е тоа. Удар со глава на Наумов, негов специјалитет, меѓутоа одлична интервенција на Благојче Иванов. Значи во тек е 9-та минута од мечот, а одлична шанса беше тоа за Ристе Наумов и уште подобра интервенција на Иванов. Повторно удар на Шоповски од левата страна, корнер. Марковски избива и сега топка за екипата на Саса. Од страната опасноста, на самиот старт од мечот, еве помина 9 минути, Брегалница има иницијативата, Наумов имаше 2 шанси, на самиот старт на мечот неговиот удар беше избиен, а сега во 9-та минута прекрасен удар со глава, специјалитет на Наумов, меѓутоа голманот Благојче Иванов со уште подобра интервенција одбрани. Дегажман на Иванов во длабочина, со број 9 со глава Сашо Дуков и топка за екипата на Саса. Брегалница е фаворит, како што кажав на овој надпревар, таа се бори за влез во првата македонска фудбалска лига. Екипата на Саса се бори со сите сили да створи некоја шанса, засега не успеваат во тоа, не успеале да дојдат до голот на Давид Денковски, кој младински репрезентативец, настапува во репрезентацијата на Македонија до 21 година, заедно со Ацковски. Тие двајца од екипата на Брегалница се членови на фудбалската репрезентација до 21 година, меѓутоа еве сега шанса за екипата на Каменица Саса, удар со глава, меѓутоа од страната опасноста, тоа беше Донов со број 88. Од страната опасноста, ево ова е првата шанса за екипата на Каменица Саса, кој заврши неуспешно и сега гол-аут. Гол-аут, Виктор Марковски ја загради топката и таа ќе му припадне на голманот Благојче Иванов. Во тека 11-та минута од мечот, Брегалница Штип, Каменица Саса 0:0. Интересен надпревар следиме на самиот старт. Брегалница имаше 2 шанси преку капитенот и ветеран Ристе Наумов на стартот во 3-та минута и во 9-та минута. Еве сега една полушанса има и фудбалерите на Каменица. Еве сега топката е кај играчите на Брегалница, Ацковски, потоа Ѓоргиевски до Шоповски, еве го Мартин Стојанов. До празно, меѓутоа непрецизно. Иванов ја подава топката до Марковски. Марковски ја губи од Стојанов, меѓутоа повторно неколку неуспешни додавања и на крајот тоа завршува со аут за Брегалница на десната половина од теренот. Со број 2 Ѓоргиевски Бојан ќе го изведе аутот. Ѓоргиевски до Стојанов, потоа Шоповски. Меѓутоа по 2-3 паса ја губат топката фудбалерите на Брегалница, меѓутоа и фудбалерите на Саса не успеваат да врзат неколку пасови поред. Ѓоргиевски до Наумов, ми се чини дека прави фаул во напад. Токму така судијата Иванов досуди фаул за екипата на Саса. Повторно се смирува играта. Топката е во посет на екипата на Саса, односно голманот Иванов, кој што ќе ја дегажира или сепак ќе ја дегажира топката. Повторно неуспешен во воздушниот дуел, Сашо Дуков ја губи топката и повторно таа ја припаѓа на фудбалерите на Брегалница. Давид Денковски
Манев, Бакрачевски, ево Ацковски, Бојан Ѓорѓиевски по десната страна ја враќа топката повторно до Јован Манев. Се шири таа топка, полека играат фудбалерите на Вергалница. Бакрачевски, повторно Манев, ево Шоповски, Мартин Стојанов, по десната страна повторно до Шоповски. Продира по десната страна, дали ќе има центаршут, сепак со левата нога. Ѓорѓиевски, центаршут, ево го Наумов, меѓутоа млако е тоа од Ристен Наумов, само во раците на голманот Благојче Иванов. Отеке веќе 13-та минута од мечот, Брегалница Саса 0:0. Иванов ја дегажира топката на половината на Брегалница, Дуков се бори, меѓутоа повторно ги губи дуелите сега за сега со Антонио Митрев. Митрев поуспешен, еве го Манев, ја шири топката по десната страна до Бојан Ѓорѓиевски, Ѓорѓиевски до Бакрачевски, Бакрачевски до Ацковски, комбинираат фудбалерите на Брегалница на средината на теренот. Добри комбинации се сега за сега. Еве го Митрев, ја префрла топката до левата страна, меѓутоа Анџело Николовски не успеа да ја стигне таа топка. Аут за фудбалерите на Саса. Топката е повторно во игра. Лошо изведен аут од фудбалерите на Саса. Топката и припаѓа сега на фудбалерите на Брегалница по левата страна Николовски. Таму се враќа топката повторно на десната страна на теренот. Ево го Манев. Ево Ацковски, младинскиот репрезентативец. Топката е до Митрев. Фаул на средината. Фаулиране ми се чини Додев, токму така, играчот со број 21. Фаулиран на средината на теренот и тоа ќе биде слободен удар на некои 35-40 метри од голот на Каменица Саса. Дали топката ќе биде упатира директно кон голот или пак ќе има обид за проигрување, ќе видиме наскоро. Во секој случај, шанса за Брегалница да стигне поблиску до голот на Иванов. Тоа сепак е Шоповски. Ми се чини дека тоа ќе биде центаршут. Токму не е сепак проигрување до Додевски и не успеа фудбалерите на Брегалница. Манев беше тоа. Избиена топката на половината на Брегалница, повторно во посет на фудбалерите на Брегалница е топката. Стојанов, Бакрачевски, Шоповски ја губи топката, не успеа да исконтролира, меѓутоа таа стигнува до Ацковски. Ацковски проигрување неуспешно. Не успеваат фудбалерите на Саса да врзат 2-3 проигрувања, веднаш ја губат топката. Штом ја земат, после 2-3 проигрувања ја загубат и тоа е шанса за Брегалница повторно да го има поседот на топката и повторно напад по средината на теренот преку Бакрачевски. Бакрачевски до Ацковски. Ацковски левата страна кај Антонио Митрев. Антонио Митрев топка во длабочина кон Стојанов, успешно подавање. Стојанов центаршут со левата нога и шанса е 1:0. 1:0, прекрасен гол за фудбалерите на Брегалница. Тоа е Дарко Додев со број 21 по одличниот центаршут на Мартин Стојанов од десната страна. Одличен удар беше тоа на Дарко Додев. Прекрасен центаршут, немаш офсет, може да видиме овде, и со десната нога ја заби топката над голманот Благојче Иванов. Ми се чини дека тоа е 16-та минута, одличен погодок за фудбалерите на Брегалница, очекувано 17-та минута се извинувам. Дарко Додев, Брегалница Саса 1:0. Одлична акција.
Подобри беа фудбалерите на Вргалница во овие 17 минути, имаа претходно и две шанси преку Ристен Наумов кои не успеа да ги искористат и еве сега во третиот обид за постигнување на гол, одлична асистенција на Стојанов, а одличен погодок за Дарко Додев. Вргалница Саса 1:0. Во меѓувреме во првата македонска фудбалска лига, освен што имаше гол на мечот помеѓу Ренова и Шкендија, каде што води Шкендија со 0:1, домашните фудбалери водат на два меча. Академија Пандев Беласица 1:0 во градското дерби и Работнички Шкупи 1:0. На мечот Борец Пелистер резултатот е се уште 0:0. Ние продолжуваме со надпреворот Вргалница Саса и овде е постигнат гол, како што можевме да видиме. Дарко Додев постигна одличен погодок по асистенцијата на Стојанов. И сега на потек се фудбалерите на Саса кои што би требало да се обидат да го израмнат резултатот, меѓутоа разликата во квалитет е очигледна. Фудбалерите на Вргалница далеку поквалитетни во овие почетни минути на мечот. Со број 88 тој е Донов, кој е фаулиран. Крстов ја враќа топката назад до капитенов Гоцевски. Засега не успеваат фудбалерите на Саса да направат повеќе од 3 проигрувања. Ацковски, Шоповски, повторно Дацовски, мирно играат фудбалерите на Вргалница, впрочем и го имаат водството. Еве го стрелецот на голот. Стојанов, шанса, убава шанса, меѓутоа не успеа да исконтролира топката Стојанов и останува 1:0. Еве го повторно Ристен Наумов, но сепак не успеа. Не успеа фудбалерите на Вргалница да дојдат и до втор погодок. Добра акција беше тоа помеѓу Додев и Стојанов. Меѓутоа резултатот останува 1:0 во корист на штипските сини. Митрев ја враќа топката назад до голманот Денковски. Денковски избива топката напред. Фаул на средината на теренот во корист на Вргалница. Фаулиран беше, мислечи, и Шоповски. Брзо изведен слободен удар, меѓутоа и офсайд. Офсайд продолжува мечот. Крстов до Божинов. Се уште топката во посет на Божинов. Одлична топка по левата страна до Стојановски. Да видиме Стојановски дали ќе упати добар центаршут. Одличен центаршут, Денковски брани, сепак топката е повторно во посет на екипата на Саса. Донов. Сепак изгубена топка. Ево го Шоповски. Сега да видиме како ќе заврши овој напад на Вргалница. Одличен центаршут, топката до Стојанов не успеа да исконтролира. Аут за штипските сини. Добро играат фудбалерите на Вргалница, сега водат со 1:0, го имаат посудот на топката и имаат повеќе шанси за гол. Бојан Ѓоргиевски ќе го изведе аутот. До Шоповски назад до Стојанов, меѓутоа топката е во аут за Вргалница. Повторно Ѓоргиевски ќе го изведе аутот од десната страна. Ѓоргиевски до Стојанов, повторно Стојанов, двојно проигрување, повторно Ѓоргиевски. Не успеваат фудбалерите на Саса да ја земат таа топка. Бакрачевски со центаршут, меѓутоа лош центаршут, Ацковски со глава до Ристен Наумов. Шоповски. Повторно Бакрачевски. Ѓоргиевски. Центаршут на Ѓоргиевски. Шанса за Наумов. Дали тоа 2:0? Така е, 2:0. Капитенот Ристен Наумов во 22-та минута го постигнува вториот гол за Вргалница, Каменица Саса 2:0. Одличен погодок, тоа беше центаршут од десната страна. Ристен Наумов се избори за позиција и го матираше голманот Иванов. Одлично се загради Наумов таму и меѓу нозите на голманот Иванов
го постигна првиот негов гол на овој надпревар, а втор за Брегалница. Брегалница Саса 2:0, 22 минута од мечот. Доминираат фудбалерите во сини дресови на овој надпревар и заслужено водат со 2:0. Евидентен е квалитетот кај фудбалерите на Брегалница во однос на екипата на Саса. Имаат проблеми со проигрувањето фудбалерите на Саса, пас играта на овој надпревар не е многу добра. Ја губат топката, не можат да поврзат повеќе од 3 додавања. Еве го Стојанов повторно. Христен Алмов, дали ќе му удар? Не, сепак до Ѓоргиевски. Ѓоргиевски центар шут, меѓутоа само во раците на голманот Благојче Иванов. Иванов со многу работа на самиот старт на мечот, меѓутоа два пати ја вадеше топката од својата мрежа. Митрев, Бакрачевски, повторно Митрев, сега лошо додавање на Бакрачевски е тоа, не успеа Митрев да ја спаси таа топка и топката е за екипата на Саса по десната страна. Тоа е од Затрајчевски, ми се чини таму. Сепак предава до Марио Крстов, кој што ги го изведе овој аут. Крстов до Трајчевски, ја префрла топката, меѓутоа без некоја идеја. Митрев избега топката до Стојанов, Стојанов со левата нога до Ристен Аумов. Добра игра на играчите на Брегалница во овој дел од мечот. Резултираше тоа и со 2 погодоци. Најпрво Додев, потоа вториот гол за Брегалница го постигна капитенот Наумов. Коцевски, Марковски, Можинов ја враќа топката до Иванов. Како ќе изреагира Иванов? Добро решение повторно до Божинов. Божинов напред. До Донов. Фаулиран. Фаулиран од Ѓоргиевски. Христијан Стојановски до капитенот Гоцевски. Ситни проигрувања. На средината на теренот Донов. Добра игра сега на фудбалерите на Саса. Сега напад по десната страна. Центар шут е тоа. Капитенот Гоцевски не успеа да стигне до оваа топка. Корпулентниот голман на Брегалница и младински репрезентативец Давид Денковски ја собра оваа топка без никакви проблеми. Манев, Ѓоргиевски, смирено градат напад фудбалерите на Брегалница. Повторно топката до Јован Манев. Ѓоргиевски Бојан. Ја враќа топката до Давид Денковски. Шири лево Денковски кон Антонио Митрев. Еве го Шоповски. Сепак неуспешен пас на Шоповски по левата страна. Меѓутоа и фудбалерите на Саса веднаш ја враќаат топката кон фудбалерите на Брегалница. Ѓоргиевски успеа да стигне оваа топка, кој ќе биде неговото решение. Се уште тој со топката враќа до Манев. Манев, Бакрачевски. Бакрачевски до Ѓоргиевски, Ѓоргиевски до Стојанов. Стојанов се гради, одлично го прави тоа. Повторно Бакрачевски. Не, сепак тоа беше Ѓоргиевски, ја загуби топката Ѓоргиевски. Донов. Фаул. Фаул од Ѓоргиевски, фаулиран е играчот со број 11 Никола Дзурдзу. Сепак нема да има жолт картон за Ѓоргиевски. Удар со лактот по главата на Дзурдзу. Капитенот Даниел Гоцевски ми се чини дека го изведе, не, сепак Дзурдзу. Сега повеќе фудбалери се префрлија кон противничката половина на Брегалница. 5 фудбалери на Саса во 16-етникот на Брегалница. Дзурдзу центар шут, и тоа добар центар шут, удар со глава, сепак тамо Денковски ми се чини дека Денковски фаулиран. Фаулиран Давид Денковски.
корпулентен, робусен Денковски, младински репрезентативец, одличен голман е, потенцијал на македонскиот фудбал. Еве го Јован Манев, исто така млад фудбалер. Топката е Давид Георгиевски, Шоповски, Стојанов, двојна комбинација, меѓутоа топката во аут за САС. Христијан Стојановски, левиот бек на САСа. Се гради Дуков таму. Меѓутоа не може да дојде во овие 28 минути до позиција за гол. Има дуели со одбрамените фудбалери на Брегалница Митрев и Манев, меѓутоа сега за сега е понеуспешен во тие дуели. Ги загуби повеќето од дуелите, еве сега изнуди фаул. Фаул ќе го изведе играчот со број 11 Никола Дзурдзу. Центар шут. Лош центар шут беше тоа на Дзурдзу. Стојанов ми се чини дека ќе дојде до топката, токму така. Напред кон Додев Дарко. Додев, одлична топка на Додев. И промашува Ацковски, одлична шанса промашува. Одличен пас беше тоа на Дарко Додев по десната страна продре, меѓутоа Ацковски од 100% позиција не успеа да го матира голманот Благојче Иванов и да и донесе водство на Брегалница од 3:0. Останува водството на штипските сини од 2:0 со головите на Додев и Наумов. Одлична шанса беше тоа за фудбалерите на Брегалница во 29-та минута. Меѓутоа, надпреварот продолжува понатаму. Повторно Додев, еден од најдобрите на овој надпревар сега за сега во овие 30 минути, фаулиран Додев на 17-18 метри од голот на САС и сега се жали на повреда Додев. Да се надеваме дека тоа не е некоја незгодна повреда. Ке интервенират и од клупата на Брегалница. Ке видиме како ќе заврши ова повреда на Додев. Се уште не е станал. Еден од најдобрите на теренот во овие 30 минути, Дарко Додев, постигна убав гол и одлично игра. И по левата и по десната страна на теренот. Сега се жали на повреда, да видиме како ќе биде неговата состојба. Се уште е во теренот, ми се чини дека ќе го продолжи мечот. Тоа ќе биде слободен удар за Брегалница на левата страна, така е станува Додев. Подкривнува малку, но ми се чини дека се е во ред со него. Повторно шанса за Брегалница. 30-та минута од надпреварот. Слободен удар од левата страна. Дали ќе биде тоа директен удар или пак сепак ќе биде центар шут во 16-етникот се четворица, односно 5 фудбалери на Брегалница. Така, центар шут, меѓутоа избиена топката од фудбалерите на САСа. Но како што кажа, по само 2-3 паса ја губат топката повторно и успеваат да ја исконтролираат топката и Брегалница повторно во акција. Бакрачевски ја губи топката. Сега топката е во посет на САСа со број 3, тоа е Христијан Стојановски, меѓутоа не успее да стигне топката, таа излегува во аут за Брегалница. Аутот ќе го изведе играчот со број 2 Бојан Георгиевски. Наумов, Стојанов, Пашоповски не успеа. Со број 19 Божинов, фаулиран. Фаулиран од Шоповски, тоа е жолт картон. Жолт картон. Ми се чини дека тоа е првиот жолт картон на овој надпревар. Сашо Шоповски во 32-та минута добива жолт картон за овој старт. Ми се чини сосема непотребно. Даниел Гоцевски, капитенот на САС, ќе го изведе овој слободен удар. Да видиме како фудбалерите на САС овие 15 на преостанате минути од првиот дел ќе ги доиграат. Сега за сега немат некоја идеја во нападот.
Брегалница целосно доминира на овој надпревар, имаше и повеќе шанси за гол, меѓутоа резултатот е 2:0 со головите на Додев и Наумов. Повторно Брегалница организира напад, сега по десната страна Манев бара слободен играч, сепак топката оди напред кон Ристе Наумов, одлично со глава до Стојанов и аут за Саса. Аут за Саса. Стојановски сепак ќе мора да се врати неколку метри поназад за да го изведе аутот. Стојановски. Топката е сега во Мартин Стојанов, по десната страна, но доста активен фудбалер. Но сепак ја загуби таа топка и повторно аут за Стојановски на левата страна на теренот. Дуков. Топка за Брегалница. Бојан Ѓорѓиевски кон Шоповски. Единствениот фудбалер кој засега доби жолт картон. Одлично решение на Шоповски, Ѓорѓиевски, Мартин Стојанов. Добар центаршут беше тоа, меѓутоа топката не стигна до Дарко Додев, кој сепак ја освои ова топка со пожртвувана игра. Одлично игра Дарко Додев овој надпревар. Ѓорѓиевски ја препушта топката до Стојанов, дали ќе има центаршут, токму така. Добар центаршут, меѓутоа избиена топката од фудбалерите, од одобрените играчи на Саса, со број 19 Божинов. Еден од поактивните фудбалери на Саса на овој надпревар. Еве го Донов. Донов кон Стојановски на левата страна. Стојановски препушта топката до Ѓурѓу. Ѓурѓу. Повторно Донов. Десна страна. Дали ќе задржат топката фудбалерите на Саса, сепак не успеваат. Долга топка, меѓутоа и Брегалница ја губи топката. Еве ги новите резултати во првата македонска фудбалска лига. Борец победува против Пелистер со 1:0. На останатите мечеви Ренова Шкендија 0:1, Струга Вардар 1:0, Академија Пандев Белас 1:0 и Работнички Шкупи 1:1. Ние се враќаме на мечот Брегалница Саса. Тука резултатот е 2:0. Брегалница доминира на овој надпревар. Головите за Штипските сини ги постигнаа Додев и Наумов. А има уште неколку шанси за гол Штипските сини, меѓутоа еве шанса за Наумов, не успеа да исконтролира топката со своите гради и Благојче Иванов успешно интервенира. Меѓутоа се жали на повреда. Дали ќе биде прекината играта на овој надпревар поради повредата на Благојче Иванов или сепак ќе продолжи надпреварот. Продолжува мечот. Николовски по левата страна, немаше многу работа и топката излегува во аут за Брегалница. Анđело Николовски го изведе аутот. Напред кон Ристе Наумов. Тамо и Дарко Додев. Повторно топка до голманот Иванов. Фаул за фудбалерите на Саса. Фаулиран беше Никола Ѓурѓу, младиот Никола Ѓурѓу со број 11. А слободниот удар ќе го изведе Христијан Стојановски. Левиот бек на Саса. Напред кон Дуков. Удар со глава, меѓутоа осамен е Дуков, нема соработка во нападот. Имаше неколку воздушни дуели кои што ги загуби, инаку нема за сега некоја посериозна шанса кон голот на Давид Денковски. Нов гол во првата македонска фудбалска лига, екипата на Струга победува против Вардар со 2:0. Топката е по левата страна, тамо и се чини дека тоа е Додев. Одлично игра Додев на овој надпревар.
И сепак нема фаул. Ми се чини дека беше фаулиран Додев, меѓутоа судијата Иванов не досуди прекршок, а сега досудува прекршок за екипата на Саса. Бакрачевски направи фаул, меѓутоа ми се чини дека претходно Додев беше фаулиран, тој сепак лежи некаде на 25 метри од голот на Саса. Еве го сега и судијата Иванов се враќа кон Додев, да види дали се работи за некоја посериозна повреда, меѓутоа сепак тоа ќе биде аут, односно слободен удар за фудбалерите на Саса некаде на средината на теренот. Станува Додев, сепак не е посериозна таа повреда. А капитенот Гоцевски ќе го изведе слободниот удар, ми се чини таму. Не, сепак не. И жолт картон за Ристен Наумов. И то заради приговор. Шоповски и Наумов добија жолти картони за Брегалница. Ми се чини дека сосема непотребно. Брегалница води со 2:0. Нема никаква потреба од некаква тензија на овој меч. Подобар противник е за сега Брегалница и секој жолт картон е сосема непотребен, особено од ваков тип. Топка за Саса со број 13 Марковски до Зурдзу. Фаулиран Зурдзу од Бојан Ѓорѓиевски. Повторно Стојановски, левиот бек на Саса, меѓутоа ја препушта топката до капитенот Гоцевски, кој што ќе уфрли во 16-тникот на Брегалница. Таму се наоѓаат тројца, четворица фудбалери на Саса, ќе видиме како ќе заврши овој напад на екипата на Саса. Гоцевски избиена топката од одбранбените фудбалери на Брегалница. Шоповски со пета. Ацковски, Ѓорѓиевски, високо. Стојановски избива оваа топка. Таа доаѓа до Зурдзу. Репрезентативецот, младиот репрезентативец Ацковски ја гради топката и ја подава до Антонио Митрев. Митрев до Анџело Николовски. Повторно Митрев. Бакрачевски. Добро играат фудбалерите на Брегалница, имаат добра пас игра, сега фаул. Меѓутоа двајца повредени фудбалери и тој што го направи фаулот и оној фаулираниот, тоа е фаулот го направи Сашо Дуков. А ми се чини дека фаулиран беше Бакрачевски. Такво така. Манев до Митрев. Ацковски, повторно Митрев. Повторно Ацковски. Неколку паса помеѓу Митрев и Ацковски. Фудбалерите на Саса воопшто не напаѓаат. Сега ми се чини дека тоа ќе биде фаул, токму така. Фаул врз Ристен Наумов. И слободен удар некаде на 30 на метри, може би и повеќе од голот на Каменица Саса. Нова шанса ќе биде тоа за Брегалница. Шоповски ќе го изведе слободниот удар. И шанса за Брегалница, меѓутоа Наумов сега за сега излегува од 16-тникот, ја враќа топката до Ѓорѓиевски, центар шут. Мартин Стојанов, ништо од овој напад на штипските сини. Ѓорѓиевски, повторно Шоповски, ја шири топката по левата страна, меѓутоа успешна интервенција на одбранбените фудбалери на Саса. Сега тие организираат напад. Фаулиран Божинов. Дигаловски, Дуков, топка по десната страна. Ке створат ли шанса фудбалерите на Саса, тоа беше Марио Крстов, меѓутоа ја губи топката и топката е повторно во посет на Брегалница.
Митрев. Еве го Ристен Наумов. Дарко Додев со глава. Борба некаде на 30 на метри од голот на Благојче Иванов. Ја изнесуваат топката на фудбалерите на Саса. Тоа е Божинов, кој е доста активен во ова прво полувреме, еден од најактивните фудбалери на Саса. Марти Стојанов, лош прием. Гоцески одлично, до Крстов, меѓутоа Крстов само до рацете на голманот Давид Денковски, кој немаше некоја посериозна интервенција во текот на овие 43 минути. Остануваат уште 1 до 2 минути до крајот на регуларниот дел, првото полувреме. Брегалница води со 2:0, со головите кои што ги постигна Дарко Додев и Ристен Наумов. Може штипските сини да имат и поубедливо водство, меѓутоа не искористија неколку 100% прилики за гол. Митрев до Јован Манев. Повторно промена на мечот првата македонска фудбалска лига. Академија Пандев Беласица 1:1. Фудбалерите на Беласица постигнуваат изравнувачки поток. И нов гол, Ренова Шкендија во Тетово 0:2. Тимот на Шкендија поведува со 2:0. Митрев до Ацковски, Николовски, повторно Митрев. Добра игра на Брегалница, одлична пас игра, не ја губат топката, добро играат. За разлика од нивните соперници, фудбалерите на Саса, кои еве сега Ѓорѓиевски шанса, меѓутоа предолг си даде предолг фор. Ѓорѓиевски топката излегува во корнер за Брегалница во 45-та минута. Ово ми се чини дека ќе биде последна шанса за штипските сини во надпревар, бидејќи останува уште само 1 минута. Еве сега четвртиот судија Иванов, Никола Иванов покажува дека има уште 1 минута дополнително да се одигра на овој меч. Шоповски корнер, меѓутоа без проблеми за Благојче Иванов на голот. Останува значи уште 1 минута до крајот на првото полувреме. Брегалница Саса 2:0. Продолжува играта. Фаул за фудбалерите на Саса. Капитенот Гоцевски ќе го изведе овој слободен удар. Ќе се обиде да ја додаде топката таму во нападот, меѓутоа без некои поголеми шанси. Фудбалерите на Саса во ова прво полувреме има една полушанса на почетокот на мечот, меѓутоа тоа беше се што успеа да сторат. Сега за сега Брегалница заслужено води со 2:0. Ми се чини сосема непотребно добија 2 жолти картони Шоповски и Нао. Крај на првиот дел, Брегалница Каменица Саса 2:0. Тоа е што се однесува од овие први 45 минути. Стрелци на головите Додев Дарко и Ристен Наумов 2:0. Ние се враќаме по 15 на минути пауза.